На крајот ни останува уште опцијата за формирање на фактури и спецификација за една ординација. Тоа се врши преку опцијата пресметки и фактури. Влегуваме во тој прозорец и го гледаме следното. Овде е битно да избереме месец и година. Еве, во нашиот случај 4 месец 2012. Во оваа ординација има двајца ортодонти и еден лекар од хирургија. Секој има направено поотделно број на услуги, хирургот има 4, овие по 1. Вкупно наплатена партиципација и други параметри ги читаме во првиот прозорец. Во вториот се сите услуги разделени по број на факсимил на соодветните лекари, како и во долниот дел, и до тоа е се чиста статистика која вас не ви интересира, кај вас останува следното. Доколку сакате да правите фактура за ортодонција, кликате ортодонција, фактура и притискате на печатење, тоа е фактурата која треба да се испечати. Истото важи и за хирургија, фактура, се печати и оваа фактура. Ако сакаме спецификација, значи ортодонција, спецификација, спецификацијата. По испечатувањето овие, тие се подпишуваат и се носат во фондот за здравство. Она што се носи на дискета се прави овде, притискате фактура, бирате каде, еве да кажеме, бидејќи немам USB, јас ќе го префрлам на D, OK и успешно генерирање префрлање податоци. Истото важи и за спецификација. Овде по зеленето фактура, ако кликнам 2 пати, се отвара она што се носи во фондот за здравство. Доколку во една ординација постојат повеќе области, тогаш се оди со збирен рекапитулар. Притискаме на рекапитулар и еве го тој рекапитулар каде хирургија, ортодонција, хирургија и се пишуваат соодветните износи. Околу описот на некои ставки, еве во ортодонција, во фактура или спецификација, постои сега еден дел каде што е износ на пресметана партиципација. Врз база на тоа, дали постои ослободување, дали не постои ослободување, колку е партиципацијата што треба да се пресмета, колку е наплатено од пациентот, колку останува на товар на Министерство за здравство, на труд и социјална политика, на товар на Фондот за здравство, сите овие работи се дефинирани во овој дел. Наскоро ќе биде изготвен и образец со кој ќе се побарува од Фондот за здравство, од Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика, она партиципација која тие ја ослободуваат и која тие треба да ја исплатат на ординацијата. Тоа е она што е различно во овие образци.